Стравот, недоволната едуцираност, ниското ниво на свесност за препознавање и пријавување на дискриминацијата по различни основи, како и неадекватното спроведување на односниот закон, се само дел од причините што во земјава годишно се пријавуваат најмногу до 80 случаи, иако нивниот број е значително поголем. Во досега пријавените случаи, најзастапена била политичката, односно партиската дискриминација, а најмалубројна дискриминацијата по однос на сексуалната ориентација, покажуваат податоците од истражувањата на мрежата за заштита од дискриминација. Од прилика бројките на пријавени случаи се движеа околу од 50 до 70 до 80 зависно која година. Многу важно и да се обезбеди бесплатна правна помош за овие луѓе, да се охрабрат, меѓутоа да се овозможи една поддржувачка околина, но и да се превземаат мерки за спречување на дискриминација. Ваквата контрадикторност на реалноста во однос на поднесените представки пред се се должи на се уште присутниот страв на граѓаните да пријавуваат дискриминација од можни поголеми последици од страна на дискриминаторот. Според оваа мрежа, овој бавен и тежок процес на охрабрување на граѓаните кои трпат политичка, национална, родова, сексуална или било каква друга дискриминација да започнат да ја пријавуваат, потребна била точна и соодветна примена на законот, а што сега не било случај, како и проактивен однос на сите општествени чинители, локални и централни, како граѓаните би стекнале доверба во институциите.